Македонија ќе гради систем, а не импровизација за одговор на хибридните информацијските закани. Институции кои ќе реагираат брзо и службеници кои ќе одговорат професионално, граѓани кои ќе препознаваат манипулации и општество кое нема да биде жртва, туку отпорно. За председателот на владата веќе е вклучен вистински аларм и потреба за системско будење. Има напредок за краток период, но се уште има потреба од обуки, институционална меморија и повеќе ресурси, смета Мицкоцки. Но реалноста е дека државата мора да гради одржлив систем кој ќе препознава, анализира и одговара на хибридните информацијските закани координирано, брзо и професионално, а не да се снаоѓа привремено. Ке спроведеме задолжителни процедури, методологии, бази на податоци и стандарди за да нема повеќе празнини на системот, за да нема зависност од поединци. Планираме континуирани обуки за службениците во сите институции, специализирани програми за Министерството за внатрешни работи и одбрана, Националната платформа за безбедност, јавната администрација и локалната самоуправа, програми за медиумска писменост и дигитална безбедност за младите. Конференцијата која организира Институтот за комуникацијски студии треба да даде препораки да поттикне политичка и стратешка поддршка за поефикасен одговор на хибридните информацијските закани. Последната анализа на странско мешање манипулирање информации од ЕАС, односно од Европската Унија, потенцира дека ФИМИ не е само некоја странична алатка на влијание, туку стратешки инструмент кој е суштински во надворешно политичкиот пристап на заканувачките актери и дека представува безбедностна закана за Европа и за сите партнери ширум светот. Поддршка за зголемување на институционалниот капацитет за хибридни закани дава и британската амбасада во Скопје. Сметаме дека за системите е навистина важно да има точни изворени информации, затоа што дезинформациите ја нарушуваат секоја демократија. Затоа сметаме повторно како партнери на НАТО дека треба заедно да учествуваме со премиерот и со вас во оваа борба. Македонија изминатиот период го донесе првиот закон за сајбер безбедност и усогласи национална сајбер стратегија кои представуваат клучен чекор во јакнењето на институционалниот и технолошкиот отпор кон хибридните закани и дигиталните ризици.